Ги започнуваме вестите. Тетово има доволно вода за пиење, велат од регионалната единица водовод и канализација. Поради дефектите на старата и веќе дотраена водоводна мрежа, често се случуваат прекини во водоснабдувањето во некои населби. Тетово периодов се снабдува со 350 литри вода во секунда од изворите на Шара, што според раководителот на регионалната единица водовод и канализација Самеди Набедини представува доволна количина за секој дом во градот да има вода за пиење. Тој вели дека нема рестрикции, туку прекините во водоснабдувањето во некои населби се поради честите дефекти. Градот Тетово во моментот располага со 350 литри во секунда, кои се доволни да го покријат целиот град во текот на 24 часа. Значи можеме да кажеме дека немаме ни дневни, ни ночни рестрикции. За среќа више нема некое наводнување на бавчи и такви работи, нема условно речено злоупотреба на вода за пиење. Доволни се и сега зависи од атмосферските прилики, дали издашноста ќе се подобри. За сега немаме такви најави. Реално би било во ова време да градот троши испод 300 литри вода во секунда, некаде 280 до 300, реално би било. Значи, и загубите се присутни, кои не се гледаат, кои било кој систем во било кој град ги има. Загубите само зависи колкави се тие, дали се 30%, 40%, 50%. Загубите на вода, тоа е нормална појава. Тешко е да се дефинира Тетово колку се, ама според наши некои процеки се околу 40%. Од регионалната единица водовод и канализација велат дека дневно во просек имаат по 2 до 3 дефекти, поради што обично прекинот во водоснабдувањето трае неколку часа, во зависност од видот на оштетувањето на водоводната мрежа. Ние секојдневно сме активни на терен, секојдневно, поради дефеците. У просек имаме 2 до 3 дефекта на разни позиции во градот, зависно од дефеците. И тоа е резултат на одредено време кога граѓаните немаат вода. Значи, санација на дефеците. По принцип, нашите дефицити траат од 2 до 4 часа. По принцип, зависи и од ископот, од комплицираноста на поправката и така натаму. Значи, 2 до 4 сата. Може реонот на Тетовчанка, например, реонот над стадионот горе, улици 154, 152, реонот на Тарабати сме имале овие денови, реонот Горна Чаршија, нема правила. Делови од градската водоводна мрежа се стари повеќе од половина век. По повод Меѓународниот ден на гладта во Македонија се спроведува кампања за помош на социјално загрозени семејства под мотото "Помислете и на нас". Во Гостивар ќе се собираат парични средства и прехранбени продукти. Секој седми човек во светот нема доволно храна за да го преживее денот. Повеќе од 900 милиони луѓе во светот гладуваат, а 2 милиарди се неухранети. И статистиката за Македонија е поразителна. Проценките се дека 450.000 граѓани секојдневно гладуваат, а од друга страна над 5.000 тони храна завршува во контењерите. Проблемот е комплексен, а Меѓународниот ден на борбата против гладта 16 октомври има за цел да ја подигне свеста на луѓето, да ги инспирира да се солидаризираат и мобилизираат за негово надминување. Денот на гладта се одбележува со низа активности, хуманитарни акции за собирање парични средства и нерасипливи прехранбени продукти, кои потоа се донираат на сиромашните семејства. Општинската организација на Црвениот крст од Гостивар традиционално секоја година се вклучува во кампањата. Во нашата општинска организација Гостивар, како секогаш, ова година ќе се спроведе со низ активности, почнувајќи од денеска, каде во сите школи, основни и средни училишта, ќе се делат бончиња со вредност 20 денари, каде се надевам дека сите ученици ќе се солидаризираат
да ја спроведеме како успешна како секоја година. Исто така ќе имате штандови 3 дена во центарот или пред некој маркети во градот, каде ќе се собираме и прехамбени артикли. Кампањата по повод денот на борба против гладта се спроведува под мотото "Помислете и на нас". Од Црвениот крст апелираат што поголем број на граѓани, фирми и организации да се вклучат и да донираат пари или храна, за да им се помогне на што повеќе социјално ранливи семејства. Секторот за внатрешни работи Тетово поднесе кривична пријава против 53-годишниот жител на Мала Речица, кој смртно ја застрела неговата сопруга. Полицијата ги истражува мотивите за убиството. Кривичната пријава против 53-годишниот жител е поднесена поради основи на сомнение дека сторил 3 кривични дела: убиство, убиство во обид и недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи. Осомничениот се товарил дека делата ги извршил на 14 октомври годинава во периодот од 22 до 23 часот во Мала Речица со огнено оружје пиштол, што го поседувал без дозвола, а со кој ја лишил од живот неговата 1 година помлада сопруга и се обиде да убие жител од Мала Речица на возраст од 50 години. 53-годишникот ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Полицијата се уште ги утврдува мотивите за убиството во соодветна постапка која не е целосно завршена, а по незино целосно завршување и официјално ќе се знаат и вистинските причини за убиството. Инаку вчера околу 15 часот 40 минути лишен од слобода е 45-годишен гостиварец поради сомнение дека извршител на разбойништво во спортска обложувалница, лоцирана на улица Маршал Тито на плоштадот во Гостивар. Нешто подосна со судска наредба, извршен е претрес во неговиот дом и помошни простории на улица Драге Тодоровски во Гостивар, при што пронајдени се гасен пиштол Рек Мајами со празна рамка калибар 9 мм, црна капа и црни патеки, кои се фотодокументирани и со потврда од земени се за вештачење. Се работи на целосно расчистување на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера околу 20 часот привеле 21 годишник од тетовското село Палатица, осуден на 2 годишна затворска казна за сторено кривично дело тешка кражба. По приведувањето и кусото задржување во полициската станица Тетово, реализирани со судска наредба, тој е предаден во казнена поправната установа Идризово за издржување на затворската казна. Македонија и Балканот денес се сеќаваат на Тоше, кој на денешен ден пред 11 години трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа. Како и минатите години, така и годинава, ученици од основното училиште Андреа Савески Ќиќиш преку настан потсетија на неговата големина како човек. Голем човек, еден и единствен, за секогаш ќе живееш во нас. Вака учениците од основното училиште Андреа Савески Ќиќиш ги запиша сеќавањата за Тоше Проески, во чија чест денес организираа случување во училиштето. На маички напишаа дел од неговите стихови, пееја и свирија негови песни, а дел од нив своите чувства ги преточија во поезија. Тоше пред 10 години го посети ова тетовско училиште. А еве на прагот ни е 16. На прагот ни се тажните вести. Секоја година студен, иако сунчев. Секоја година мрачен, колку и да е светол. Слушни не сега, ти небесна звездо, кога ангелите ти кројат лулка, од перија украсени со твојата добрина. Кога небесата ти ја дарува сета убавина. Ние влюбените заспиваме со усни на усни. Ние тажните утеха бараме во соба за тага. Уште од многу претходни генерации се чествува сеќавањето на Тоше, бидејќи тој оставил голема трага во македонската историја и е една прекрасна личност и пример за нас идните генерации. По тој повод, секоја година во нашето училиште се организира една ваква мала манифестација со која се истакнуваат различните уметности кои што сите ние ги умееме,
и се тоа е во чест на Тоше и неговото постоење и неговото дело. Затоа што Тоше е најголемиот наш идол, ние сакавме да се организираме и да направиме нешто повеќе од претходните години. Затоа ние се организиравме, купивме мајци, напишавме наслови од негови песни, имаме еден цртеж кој го изложивме напред и напишавме пораки на мали срци. А основното училиште Андреа Савески Чичиш меѓу своите ученици има следбеници на големиот Тоше и по музика и по хуманост. Ние сме горди што и нашата соученичка Јована Симовска од 602 на дело ја покажа својата хуманост со желба да помогне на некое дете. Таа својата коса ја негувала неколку години и ја донираше во Холандија во организацијата Harvens, која изработува перики за деца оболени од рак. Во тек е истото да го стори и незината сестра Јана, која чека косата уште малку да ја порасне. Со вакви дела можеме да го продолжиме патот на солидарноста, хуманоста и човеколюбието, што го красеше нашиот идол Тоше Броевски. На денешен ден пред 11 години во магливо утро на автопатот Белград-Загреб кај Нова Градишка во тешка сообраќајна несреќа згасна животот на големата балканска музичка звезда Тоше Броевски. Иако имаше само 26 години, зад себе остави импресивно музичко наследство. Издаде 7 студиски албуми и испеа голем број хитови кои ден денес се вртат на радиостаниците во земјите од опкружувањето. Посебно место во неговиот музички опус имаше македонската изворна музика, која благодарение на неговите преработки силно се реафирмираше. Животот на Тоше заврши во годината кога одбележуваше 10 години успешна кариера и кога таа почна да станува меѓународна. Но албумот на англиски јазик што го подготвуваше беше постхумно промовиран. Во продолжение спортска информација. Карате клубот Љуботен од Тетово од меѓународен карате турнир во Скопје се врати со освоени 3 златни, 3 сребрени и 3 бронзени медали. Со освоени 3 златни, 3 сребрени и 3 бронзени медали се вратија каратистите на клубот Љуботен од Тетово од меѓународниот меморијален турнир Грдановски Никола Нике 2018, кој викендов се одржа во Скопје. Карате клубот Љуботен во сабота на 13 октомври во Скопје во салата Автокоманда наступи на меморијален карате турнир Нике Гроздановски. Љуботен освои 9 медали, 3 златни, 3 сребрени и 3 бронзени медали. Јас се гордеем на маливе дечиња, пошто најмалото има 5 години, најголемиот 16, да речеме. Добар турнир, 400 надпреварувачи од балканските земји. Значи, ова е почетокот на есенскиот дел на карате клубот Љуботен, жетва на медали. Значи, ние во континуитет 46 години сме во системот на надпревари широм Европа. Драго ми е сега, им честитам, не очекува во сабота друг карате турнир во Тетово Опен, наступуваме со сите сили. Традиционалното учество на карате клубот Љуботен на меѓународниот меморијален турнир Грдановски Никола Нике 2018 и овој пат помина со забележителен успех. Покрај освоените поединечни 9 медали, женскиот ката тим се пласираше на 3-то место. Јас сум Лука Бојовски, имам 14 години. На меѓународниот турнир што се одржа во Скопје, освои златен медал во борби. Исто така сакам да кажам дека сум задоволен од прикажаната борба што прикажа на турнирот и дека целиот труд и тренинг што го вложив преходниот месец се сплати со златен медал. Јас сум Марко Пандиловски, имам 10 години, тренирам во карате клубот Љуботен веќе 2 години. На надпреварот во Скопје освоив 2 место, сребрена медаља во борба поединечна. Јас сум Златевски Борис. Што освои ти Борис во Скопје? Златна медаља. Борјан Илиевски. Што освои ти во Скопје? Златна медаља. Мајко Видоевски. И освоив друго место
и многу сум задоволен што се исплати тренингот од вчера. Јас сум Марко Джорчки, освоив 3-то место. Јас се викам Теодора Димитријаска, имам 8 години, освоив 2 медали, една бронзерна, една златна. Јас сум Андријана Крстевска, освоив 2 медали, бронзена и сребрена. Јас сум Леонтина Деревска и добив 2 медали, сребрена и бронзена. На годинишниот меѓународен меморијален турнир Грдановски Никола Нике викендов во Скопје учествуваа 400 каратисти од неколку балкански земји. Денес имавме сончево и топло време, со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб ветер претежно од југоисточен правец. Утринските температури се движеа од 6 до 11, а дневните од 15 до 24 степени. И утре не очекува сончево време со мала облачност и слаб источен ветер. Утринските температури ќе се движат од 6 до 11, а дневните од 15 до 24 степени. Овде е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.